Драги ученици, денес ќе се запознаеме со уште две нови ракописни букви од латинското писмо. Гласовите за овие букви ги среќаваме и во македонскиот јазик, како и во јазиците кои го употребуваат латинското писмо. За да се запознаете со нив, погледнете го видеото во продолжение. Пред да се запознаеме со уште две нови латински букви, најпрво ќе се навратиме на пишувањето на малите букви Л, Б и К од латинската азбука. Ако ги погледнеме трите букви, ќе забележиме дека при нивното пишување употребивме линија, која еднакво се пишува кај трите букви и која денес ќе ја примениме при пишувањето на новите две букви, а тоа се буквите Х и Ф. А сега да видиме како се пишуваат овие две нови букви во системот на линии за почетно пишување. Буквата Х се пишува од горната полна линија до долната полна линија во просторот во кој што се пишуваат големите букви. А за да ја напишеме малата буква Ф, ќе го употребиме просторот што се наоѓа под двете полни линии. Големата Х се пишува многу слично со големата кирилична буква Н, меѓутоа започнуваме со линија како да ја пишуваме К, а потоа продолжуваме за Н. За да ја напишеме Ф, започнуваме со латинската буква Т, само што малку ќе ја украсиме со уште една линија. Големата Х, малата Х. Големата Ф, малата Ф. Хана. Пехар. За поврзување на големата ракописна буква Ф ќе ни биде потребна помошна линија. Филип. Кофа. Еве еден интересен начин на кој можеме да ги запишеме зборовите во кои се содржат латинските букви, кои ги изучивме денес. Бидете креативни при пишувањето на вашите зборови и создадете ваша оригинална слика. А сега, вам ви останува да вежбате убаво пишување. Напишете примери во кои новите букви се среќаваат на почетокот, во средината и на крајот од зборот. Пишувајте полека, внимателно и убаво поврзувајте ги буквите во зборовите при пишувањето. Сликајте го испишаниот лист и испратете ни го за да можеме да го објавиме на страницата од нашата училница. Ви посакуваме пријатна работа и ви благодариме што не гледавте.